Беше таво тема, лице со попреченост не може да ские. А веќе ко седнах во сит скију, видех оти може. Тоа јас реков, ако има еден, ќе видам вториот, ако нема некој со цервикална повреда што претходно научил, ќе видам првиот. Она што многумина сметаат дека е невозможно, Зоран и Вангел прават да биде реалност. Овие двајца спортисти уриваат бариери, но и рекорди, надпреварувајќи се на спортски надпревари од светски ранг. Неодамна настапија на слаломска трка за параалпски скијачи во Австрија. Јовановски го освои 7-то место и стана првиот македонски параалпски скијач што освоени бодови на трки од Светската скијачка федерација. Член е и на кошаркарската репрезентација за играчи во количка. Имаше еден камп тamo преку Оздржението без ограничување, кои дојде двајца врвни тренера кои само се работиле со лице со попреченост, како нас со лице во количка. И тогава не беа првите почетоци. Адреналина не опиштив. Нема зборов за тоа. Ти ќе застанеш, например, на потеката и само гледаш да стигнеш до целата. Почетоците на Вангел во параалпското скијање се од 2016-та, а на Зоран од 2019-та година. Вангел има светски рекорд и во пливачки дисциплини. Вангел е светски рекордер во испливување дистанца на отворени води од лица со параплегија. До тогашниот светски рекорд од 8 километри го се оборил за 426 метри пливајќи во Охридското езеро. Се плива со тренер, придружба и официјални судии кои што го следат и го мерат времето и дистанцата која што е испливана. Во текот на годините од мојата повреда, бидејќи јас и претходно бев доста активен во повеќе спортови, имам настапувано на неколку светски и европски првенства во падобранство и имам настапувано на светско првенство во летање во тунел. Зоран и Вангел им даваат волја и поттик на сите кои се наоѓаат во слична ситуација, дека може и мора подобро. Еден од главните мотиви им е државата да ја представат во најдобро светло. За Македонија!